Сакам да ми одговори правната служба дали градоначалникот има ингеренции да носи таква одлука, значи ќе повторам за времено продолжување со вршење на дејноста, стопанисување со јавните паркиралишта или територијата на општина Центар, или овде се работи за погрешна формулација, можеби ние требаше да го задолжиме градоначалникот да се обрати до секторот, значи сообраќајниот сектор, не знам, во град Скопје и до МВР, да побара одложување, значи за или да му отстапат одреден временски период каде што ќе може да не постапуваат, тоест да не наплаќаат за граѓаните на општина Центар на паркинзите каде што се стопанисува сега, каде што стопанисува предпријатието во Центар. Да ви предочам дека овој пат изгласавме точка која што само ќе ја разгледуваме, а нема да усвојуваме, бидејќи советникот ви предочи, вие инсистиравте да оди вака точката. Значи сега, знаете, денес имаме точка на дневен ред разгледување на ново настанатата состојба во јавното предпријатие за јавни паркиралишта паркинзи на општина Центар Скопје по спроведување на одлуката за отстранување на хоризонтална и вертикална сигнализација од страна на град Скопје и МВР со превземање на конкретни мерки за надминување на истата. Значи денес на оваа седница ние само ќе ја разгледуваме оваа точка без да ја усвојуваме, бидејќи точката не гласи разгледување и усвојување на одлуката. Тоа што поставувате, тоа е прашање од надлежност на градоначалникот. Сега вие не можете да прозивате секторот, а да го прескакате градоначалникот. Треба да му упатите прашањето на градоначалникот, ако се работи за тоа дали он има право и како градоначалник и како совет да врши тие работи што се предлагаат. Би сакал да го цитирам член 26 од деловникот за работа на Советот на општина Центар, кој вели следното: заради обезбедување на услови за вршење на функција член на совет, општинската администрација и органите на управување на јавните служби на членовите на советот, покрај другото, им даваат стручни објасненија и појаснувања за проблемите на кои тие работат. Одредбата што ја читавте од деловникот се однесува на давање помош, стручна помош за изработување предлози и друга стручна помош надвор од седница на советот. Значи, штом почне сесија на советот, тогаш вие се обраќате до советот, како членови на советот. А ова, све што пишува во ова, вие во секое време можете да побарате стручна помош за обработка на прописи, да ви се достави документација, стручна помош за подготовка на амандмани и така натаму. Значи, за сето ова што пишува ви стоиме на располагање за цело време додека работи администрацијата. Меѓутоа, штом почне сесијата, вие како член на совет се обраќате на советот. Проблемите се тие, директорот ги кажа, како одлуки донесени од надзорниот и управниот одбор, дајте тие да ги преточиме во заклучок. Додиме во тој правец да дискутираме, да помогнеме на ова јавно предпријатие. Вемо. Јас, ценет колега, имав излагање пред вас и кажав дека ние сакаме да го решиме проблемот, како што и ја поддржавме одлуката за бесплатно паркирање на сите граѓани кои што се жители на општина Центар. Но овде разговараме за процедури и за правна постапка. Ние пред да започне седницата ви предочивме, вие не послушавте, бидејќи тргате од тоа дека се треба деструктивно да се работи, нема никаква кооперативност. Значи ви предочивме, ние сакавме точката на дневен ред да гласи така како што онака би требало да гласи, значи да е правно издржана, за да може ние да се произнесеме, да одлучуваме по нејзе, кој што би се рекло. Сега може само да ја разгледуваме. Друго, во однос на одлуката за времено продолжување на вршење на дејност стопанисување со јавни паркиралишта на територија на општина Центар. Јас поставив прашање, дали градоначалникот има мандат и ингеренции да донесе таква одлука, а ако нема, тогаш од старт е погрешно формулирана точката на дневен ред. Јас ве замолувам, ние вака сега да не овде популистички коментираме, за да им кажеме на граѓаните, еве ние сакаме бесплатен паркинг во општина Центар. Да, сака и советничката група на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН се залагаше, имаше во изборната програма да има бесплатно паркирање за сите жители на општина Центар. Само тоа да е правно издржано. Ние работиме согласно закон и сакаме да ги почитуваме законите и правните прописи. Барам мислење од правна служба, не одговара.
Дали е некомпетентен, дали нема властување. Го прашувам градоначалникот, не може да се произнесе, не знае ни тој од кого да побара мислење. Кого да го прашам? Директорот на предпријатието? Тој не е виновен за оваа ситуација. Дали вие мислите дека ова е точка на дневен ред по која што ние можеме да се произнесеме и да гласаме? Ве прашувам, еве, најпринципиелно. Не сега тука популистички да ми речете, ние сме сите за граѓаните бесплатно паркира. Да, и ние сме. Ама така како што треба да биде. Кога сме кај популизмот, тука има 7 камери. Па да ми го покажете делот од изборната програма на... Ја учествував на изборите. Да ми го покажете сега делот од изборната програма каде што вие се залагате за бесплатен паркинг во изборната програма. Сакате ваша на партијата, сакате кандидатот. Може? Не, сега. Јас ви кажам дека немате. Па вие покажете ми дека немаме, дајте ми ја вие сега. Рангелова, ќе ве молам. Гледате како сами дека се фатите во лага. Ма како да се фатам со лага? Ајде, ќе ве молам. Не носам џеп програмата. Рангелова, Дајте ми ја вие и кажете ми. да. Па и вие донесете. А што се Ајде, спинувате ќе ве за да молам. изгледате дека имате проблем со стручна служба? Тоа ли се ја спинувате? Еве ние јавно кажуваме, подржуваме бесплатно паркирање во центарот за жители. Програма нема. Ги ставам заклучоците број 1, број 2 и број 3 на изјаснување. Кој е за? За заклучоците нека крене рака. Па 300. Така жусте. Да биде дека до мене би проблемот. 22. Констатирам дека заклучоците се усвоени. Овдека пишува, дословно ќе ви прочитам, почитувани дами и господа советници, со тоа дневниот ред на втората воредна седница на Советот на општините на Центар е исцрпен и седницата ја заклучувам